Често ќе слушнеме дека среќата е избор, но колку е лесно да се направи овој избор токму во време на економска криза и неизвестност, па дури и страф и несигурност која што ја чувствуваат многумина од нас. За оваа тема за среќата како избор и како да ја зачуваме во овие предизвикувачки времиња, зборувам во утринска на Телма со професор Татјана Стојановска Иванова, која што е добро знаеме професорка на Институтот по социологија при Филозофскиот факултет. Добро утро, професорке, добро дојдовте во утринска на Телма. Добро утро, поздрав до гледачите и навистина после долго време ќе зборуваме за нешто убаво, нешто што ни изнедрува насмевка, нешто што е во ова, како што споменавте, во овие времиња, не времиња или што не ги нарекуваме ние социолозите обременети времиња, како што и споменаа дел од гледачите, ќе зборуваме за нешто што ретко се говори, а и текако ни е неопходно и потребно. Така е, барем кога зборуваме за среќата, некако можеби дополнително го предизвикуваме тоа чувство на среќа, но и навлегуваме или ќе дадеме малку повеќе време за себе и за оние прашања кои што ги имаме, што е тоа всушност што не прави среќни. Ми се чини дека во ова турбулентно време, во ова динамично време, со сите обврски за кои што нели ние пред малку зборувавме, колку сме во трка со времето, забораваме да застанеме за миг и да прашаме која е всушност суштината на нашето живење и што е она кое што не прави среќни. Впрочем, и дел од одговорите на граѓаните беа дека првенствено здравието се разбира, но никако не сме свесни дека во таа трка со времето најчесто на удар ни е и здравието, а потоа се прашуваме, нели, каде е среќата? Што не прави среќни, меѓутоа беше интересна самата искоментиравме, нели, самата анкета во контекст на тоа категоријата на граѓани во однос на старосната структура. И тука, еве како социолог, велам, кога би се направила една методолошка разлика, да речеме, ако прашавте од најмали генерации, па потоа имаме адолесценти, па да речем популација на возрастни, потоа повозрастни граѓани, има разлика во однос на среќата. Значи, бидејќи тука повеќето од граѓаните беа повозрастни граѓани, кога да речеме и нормално да се соочувате со некои здравствени предизвици, и тогаш сите, нели, како нешто на пиедестал, на нешто што ги прави среќни, е доброто здравје. И сега, како што се приближуваме, велам, како што возраста нас ни одминува, често пати порано сме се запрашували дали навистина среќата е единствено доброто здравје. И јас секогаш ги споминувам на мојата баба зборовите: здравјето е најважна категорија, па потоа се останато. И знаете, кога сте млади, можеби не гледате. И велам, сега тоа ми е логично, кога ќе видам повозрастни граѓани, дека како првенствено најзначено нешто во однос на што кај нив предизвикува среќа е доброто здравје. Сега го дека здравјето е категорија каде што, нели, нормално предизвикува среќа, меѓутоа интересно е што кога ќе ги прашате, велам, најмладите, за нив можеби среќата, чувството на среќа е нешто што можеби е малите нешта. Интересно е, морам да го споменам тоа, што многу малку денес зборуваме што не прави среќни. И кога сме среќни, и оно што споменавте, да застанеме за миг, да се погледнеме во огледало и да се запрашаме кога сме среќни, што ни изнедрува насмевка на нашето лице, чувството на среќа кога го имаме и дали го имаме во текот на денот, бидејќи, како што споменавме, времето во кое живееме навистина обременето време, трката по работа, трката со време, секаде се нешто брзаме, не обкружуваат лица кои што и катадневни проблеми, ние заборавивме себе си. И често пати несвесно ги обременуваме луѓето кои што се околу нас со катадневни проблеми кои што не обкружуваат, и тоа предизвикува да дополнителни стресови имаме. Значи, несвесно, велам, забораваме да сме среќни. А јас морам да кажам дека, и тоа го зборувам и со студентите, и со сите оние обуки, дека среќата се учи. И уште од мали нозе, од најрана возраст, треба да ги прашаме најмалите што ги направило среќни во текот на денот. Повторно ќе кажам, среќата се учи. Еден пример, со мојата внука еден ден од училиште ја земам од сестра ми и вика: "Мана, тета, што те направи денес среќна?" Знаете, бидејќи ние малку го поставуваме тоа прашање. И во училиште, кога ќе дојде детето, прво што го прашуваат? Дали денес те праша,
како помина на училиште мислејќи дали знаењето, фондот на знаење што си го имал, си го докажал, а не ги прашуваме за индивидуалните чувства. И затоа имаме генерации и деца кои што на некој начин се повоздржани, развиваат поинакви вредности, во смисла не само егоизам, дури и стравот им е некако, нели па дома дали да кажам ако сум постигнал послаб резултат. За мене, како социолог, во однос на таа човечка димензија и вредност, многу е побитно нивното индивидуално чувство, дали во текот на училиштето да се чувствуваат среќни во смисла имаат радосни мигови поминати со нивните другарчиња, колку се дружеле, колку споделиле некои можеби тајни во тој период, колку споделиле убави мигови што им се случиле предходниот ден. Да, значајно е токму фондот на знаења кои што го усвојуваат и образованието, меѓутоа воспитниот аспект и оно што велиме моментите на среќа, ние ги подзабораваме. Затоа првенствено нешто, морам да го споменам ова, кога ми ја праша внука ми, тета, кои 3 работи денес те направија среќна? А и студентите, кога ги прашам, и знаете, мислиме дека тоа многу лесно се одговора, не е така. Велам, нас, ката дневните проблеми и грижи, ни се на пиедестал на позначајни активности, него оно што не прави среќни. И сега, кога ги прашате, најнаш прво наидувате на еден гард, што ме направи? Да размислуваме. И сега размислува, па викам, еве денеска што да направи? Па добро, еве, кај незе беше дека бев најдобра по природни науки, супер. Второ, па што ќе дојдов кај вас, еве, по плането. И трето, па вечер што ќе прошетаме со домашното љубимче, нели, значи, моменти, меѓутоа, секој ден тоа треба да си го повторувам. Јас им го велам на сите и мои пријатели, затоа што, как повторно ќе споменам, при многу турбулентни времиња живееме, да не зборувам со глобалните кризи, кога ќе видите вие на масовните медиуми колку се зборува за среќа, колку се зборува за убави мигови, или на вестите, катадневните новости што ги гледаме, првенствено се 3 до 4 нешта што предизвикуваат кај нас стрес и страв. Војна, глобална криза, проблеми со, не знам, со нафта и така натаму и така натаму. Значи, повеќе од 3 до 4, 95%. Еве сега јас, ајде оптимистички. Изјавив, меѓутоа, секој дневно ние треба да се прашаме кои 3 работи денес се направија среќни. Тоа е и во психологијата познато, и во сите овие, да речам, аспекти на новото модерно, да ние самите предизвикуваме и се запрашаме што не направи среќни, и тоа да си го, можеби, и запишеме секој ден, за да, бидејќи повторно, ќе кажам, среќата се учи. И на што ние оставаме фокусот во денот и ја даваме нашата енергија во однос на внимание, и за тоа дали ќе се чувствуваме вознемирено од тоа што го гледаме и слушаме, или пак можеби барајќи го внатрешниот мир ќе се осврнеме на овие работи за кои што често треба да бидеме свесни. Од една страна забораваме да се прашаме и себе си и нашите најмили, а од друга страна се прашуваме зошто имаме разнишено ментално здравје, дури и кај на младите, и што е она кое што е главен фактор, меѓу другото заборавајќи на ова, а тоа се слушање себе си, прашување себе си и барајки го тоа кое што не прави среќни. Ќе се осврнеме малку подоцна за истражувањата кои што меѓу другото во контекст на ова кое што го споменавте, покажуваат дека околу 40% од нашето чувство на среќа зависи од нашите секојдневни избори и навики, и повторно да се навраќаме на тоа, но тоа што конкретно значи во пракса и колку е комплексно во денешно време ако немаме создадено такви навики, или не знаеме и не сме свесни дека на најмладите треба да им ги создадеме, или сме одговорни барем тоа да го насочиме, ќе позборуваме, но имаме професорке Моментов на линија и онлайн во живо се вклучуваме и се поврзуваме со Катерина Ангеловска, добро позната на нашите гледачи на македонската јавност, тренер по личен развој, мотивацијски говорник, автор и многу други титули, но Катерина, она кое што веројатно често пати го слушаше, дека можеби знаат да ти речат ти си постојано среќна затоа што си постојано насмејана. Рековме со професор Татјана, некако заборавивме, може да се смееме, но кај тебе тоа не е така. Колку е тешко или лесно да се задржи насмевката во денешно време, ако најчесто насмевката ја поврзуваме со среќа, да се разбира. Добро утро. Добро утро, драги, убави, прекрасни дами. Многу се радувам што имам можност да заедно со професорката споделиме една многу тема која што, како што и кажа професорката, сега во денешно време воопшто и не се зборува за нејзе, повеќе видиме.
Затоа што среќата не е дека се треба да биде совршено и дека се е нели совршено. Значи, за мене среќата е способност да најдеме еден внатрешен баланс и смисла кога надворешниот свет е апсолутно несигурен, затоа што во овие денешни времења во кои што живееме, во овие турбулентни времења, луѓето често мислат дека среќата е луксус, но сметам дека токму среќата е таа што станува психолошка потреба, барем во овие времења во кои што живееме. И да, јас често луѓето знаат да ми кажат дека јас сум постојано насмеена, меѓутоа не е тоа дека и мене не ми се случуваат секакви предизвици, не се соочувам јас со секакви предизвици во секојдневието. И според мене, ако би можела да кажам, среќата што не е, среќата не е постојана нели еуфорија, постојана позитивност, особено не онаа лажна позитивност, и дека среќата не е живот без проблеми. Сметам дека среќата е внатрешна смисла, чувство на онаа внатрешна смисла, една психолошка стабилност и способност да ние постојано се враќаме во тој баланс. Значи, среќата повеќе би кажала дека наликува на еден внатрешен компас, отколку на една постојана насмевка која што луѓето сметаат, еве во овој случај како што и спомена, дека сметаат дека јас еве постојано сум позитивна затоа што сум постојано насмејана. И да. Да, каде нормално во нашето секојдневие, па и човечкиот живот или нашата човечка природа е да имаме подеми и падови и тоа е сосема природно, но истовремено и така ги запознаваме своите чувства во текот на животот. Но никако ако зборуваме за времињата во кои што живееме и предизвиците со кои што се соочуваме или тој ментален притисок поточно е така кажано, токму работата на тренерите за личен развој, за сите оние методи, техники кои практично би требало да се искористат, ја предизвикуваат љубопитноста кои верувам и кај оние кои што ти се обраќаат и тебе. Често пати сакаме брз начин за тоа. Значи, кои се методите со кои што можеш да ми ги кажеш, па некако јас да се трансформирам себе си, да си создадам поубаво, попозитивно чувство, како да гледам на работите, како да не ми влијае ова или она, коментарите на другите и така натака, бидејќи сито тоа е фактор на влијание кој што не прави да се чувствуваме вака или онака, но и тоа е процес ако зборуваме конкретно и за твојата работа, но и за тоа како ќе се рефлектира кај нас како индивидуи, бидејќи веројатно и тоа е индивидуално, затоа велат многумина и дека имаат некоја можеби одбивност кон таа токсична позитивност за која што често пати се зборува. Да, апсолутно. Сметам дека среќата се гради на 3 столба и во првиот столб би го ставила односот со себе, само прифаќање, емоционална свесност, еден внатрешен мир. Вториот столб би кажала дека е односот со другите, она блискост, хуманост, поддршка и како трет столб би го ставила односот кон самиот живот. Она благодарност, придонесот кој што го даваме, смислата за она кое што ние сметаме дека е смисла нели на нашиот живот. И сега споменавте тука некои статистички податоци и некои испитувања што ги имам прочитано, велат дека 40% и 50%, сега не ме држете за збор, дека среќата зависи од нашите навики и изборите кои што ги имаме во секојдневниот живот, не само од околностите што се случуваат околу нас. Да, имаме тешки времења во кои што живееме, турбулентни времења во кои што живееме, меѓутоа сепак она што ние го имаме како навика и како избор многу влијае за тоа ние како ќе се чувствуваме, односно дали ќе ја градиме среќата како една свесност и присутност. Сепак пак зависи, би кажала според мене, од нас. И сега како практични совети кои што да кажеме, еве би можела да ги споменам, е благодарноста, меѓу другото. И можеме во текот на денот да видиме за што сме благодарни, што е она што нас не подигна еве ова утро да станеме од кревет, нели, да го прегрнеме денот и да го прифатиме она што денот нас ни го дава. Значи 3 работи за кои што сме благодарни. Тоа е една од можностите и начините кои што луѓето може да си ги дадат
Значи, ништо нема тука голема филозофија. 3 само работи за кои што сме благодарни. Како второ би кажала, можеме да ги ограничиме информациите кои што ги примаме од надворешниот свет. Не мора се да знаеме што се случува во светот. Не мора да знаеме. На вистина се случуваат многу големи промени на светско ниво, но не мора све да знаеме што се случува во светот. Како нешто што би го посочила е движење. Значи физичка некоја активност, затоа што телото, бидејќи ја стално велам, мислите се јазикот на умот, емоциите се јазикот на телото. Ние кога го движиме телото, ние овозможуваме да влијаеме врз нашите емоции. Меѓу другото и свесноста за дишење, една од техниките кои што јас ги применувам и ги посочувам на моите клиенти, им кажувам оние практики за дишење и движењето на телото, дали е јога, дали е планинарење, дали е пешачење, дали е вежбање, што и да, овозможува да ние направиме промена на енергетска промена во телото, а истовремено на тој начин да влијаеме врз емоциите, затоа што таа стагнација од енергетски аспект кога ја имаме во телото не ни носи добро. Не ни носи добро во секој случај. Значи можеме да имаме разговор, можеме да имаме поддршка, можеме да имаме хумани активности кои што можеме да ги применуваме. Така што како практични совети кои што гледачите може да се ги применуваат во своето секојдневие се овие неколку нешта. Значи благодарноста, движењето, ограничувањето од негативните влијанија на информациите кои што ги добиваме од надворешниот свет, техники за дишење и поврзано со луѓето. Да, одлична целина или добра порака за по повод меѓународниот ден на среќата, иако е само еден ден во годината посветен на среќата, а среќата како таква или основа меѓу другото на нашето живење, треба да сме свесни секојдневно за сите овие и практични совети, но и малку повеќе да влеземе кон себе или да се свртиме кон себе и да го дознаеме тоа или малку по-детално што е она кое што не прави среќни или не предизвикува такво чувство. Верувам дека и патувањето е дел од тоа, каде ти треба да одиш на патување и ти благодарам што и во овие минути и покрај тие обврски се вклучи во утринска на Телма да бидеш заедно со нас и со мене и со професорката Татјана и со нашите гледачи да малку позборуваме на оваа тема и ги дадеме овие совети. Ти благодарам. Ви благодарам и јас на вас. Убав ден, а ние продолжуваме онаму каде што застанавме, прочем на дополнување или надоврзување и нова кое што ни го спомена Катерина. Јас го вметнав тука и патувањето и пред малку зборувавме за тоа колку навистина го храни човек патувањето. Ние храни душата, ни ги отвара видиците, некако и ни го менува можеби начинот на размислување, но и преку патувањата, ако зборуваме за среќата, може да видиме како и на кој начин општеството или системот во кој што функционираат нели останатите земји, граѓаните во тие земји, влија или се рефлектира и на нивната лична индивидуална среќа, па затоа ја имаме и она листа на најсреќни нации во светот, каде што Финска е веќе 8 години на првото место, а ние сме во долниот дел. Негде при крај. Меѓутоа, и чисто пати кога ме прашуваат да го прокоментираме тоа, дали како нација ние сме не знаеме да се радуваме или сме несреќни, од друга страна, вие скандинавските земји ги имате како едни од најсреќните, а јас тука малку сум скептична, пред се во однос на самата методологија како се врши тоа истражување и тоа не би го коментирала во смисла дека не се точни некои, меѓутоа ако се земе споделувањето на емоции, баш во скандинавските земји, тие кои што се на врвот, еве сме биле, имаме и други истражувања, не се некои кои што споделуваат толку убости и радости меѓу себе или може да ги видите во континуитет на смивките. Да. Прво се, значи, доста и како нација, речем, билам поладни во смисла, и тоа сме го виделе, затоа викам, зависи што е, како тие ја прецепираат среќата. Кои се критериумите по кои се создава таа листа? Методолошки како е правено тоа истражување, малку треба подобро да се разгледа. Јас не се согласувам дека јужните, баш народи се оние кои што се помалку среќни. Значи, од една, велам, социолошка општа перспектива, ако направиме едно општо наблюдување само на личностите, каде луѓето ќе видиме дека многу повеќе често насмевката и споделувањето на радост и убости
е кај нас, значи во појужните краишта, но и географски дури ако гледаме сонцето влијае. Да, точно така. Затоа велам треба да сепак не со скепса, меѓутоа да видиме како се тие истражувања правени, и велам Финска е со години веќе на првото место, или прашањата што ги прави кај нас. Сепак, еве ако земеме дека и економската ситуација влијае врз она бидејќи се спомена нели во самата анкета, сепак среќата во некој начин ја поврзуваме и со материјалното. Па сега, ако ние, да речеме, не сме задоволни од примањата, не сме задоволни од она колку сме вреднувани во контекст на оно што го работиме, може би тука, ќе кажеме, не сме доволно среќни, не ни е тоа нас валоризирано. Во контекст на тоа колку често можеме да излеземе, да споделиме убави мигови со пријатели, но не во домашна атмосфера, да посетиме театар, кино, некоја музичка манифестација. За разлика, да речеме, ако направиме ретроспектива од пред 10 на 15 години, и тука веќе има разлика. Колку, да речеме, ако почнеме од дискотеките, каде што сме музички сме се образувале во смисла на убава рок музика, забавна музика, сега имаме се помалку места каде што тоа можете. Имате, ајде да не навлегуваме, тоа е друга тема, некоја масовна култура со турбофолк која што не јаде и не може тоа да ве направи на некој начин среќни. Затоа велам, она што го спомена и Катерина, јас бидејќи ја следам и на социјалните медиуми и во контекст на насмевката што го спомена, и мене често знаат да ми речат, па ти постојано си насмејана, нели те тиштат проблеми. Да, секој од нас има секојдневни грижи, обврски. Меѓутоа, верувајте дека себе си, кога треба да се ставиме, што велам, во центарот, и таа токсична средина да избегнуваме. Јас и на пријатели, на луѓе кои што ми се блиски или со кои што споделувам некои мигови, кои знаат често пати кога дојдат веднаш, кога се видиме, леле, чекај да те кажам, одма одат на негативното што им се случило или застанете. Велам, енергетски, дури знам да се пошегувам, енергетските вампири да ги трнеме на страна. Сега малку чудно ќе ме погледнат. Во која смисла енергетски вампири, велам, негативното кога ви се зборува во континуитет, тогаш и вие се полните со негативна енергија. Затоа се спомена и Катерина како мотивационен тренер, дека треба да се навраќаме и она што е, да се изнедрува од нас она што е убаво и она што дневно не направило да имаме убави чувства. Значи, ако ние се усредоточиме, велам, оптимисти и песимисти, дали е чашата полупразна или полуполна, да гледаме, како се вели, сегаш на убавата страна на животот и да гледаме на убавите мигови, така и внатрешно ќе сме посмирени и посреќни. И да споделуваме не само моменти на среќа со блиските, бидејќи среќата и се дели. Како што велиме, поделена среќа и радост е поголема радост, а поделена тага е помала тага. Но, кога ја споделуваме среќата, кога сакаме да слушнеме или да, често пати велам, изолирајте се оно што велиме од негативните теми. Од текот на денот, барем неколку работи да се навратиме, кои што и ќе ни предизвикаат насмевка, самата велам фацијална експресија, кога видам кај некои луѓе насмејани, мене ми е попријатно, него кога ќе видите тажни лица. Направив со студентите, морам да кажам, пред 2 години, една мини социолошка анализа на различни места од градот, дури се возевме и со градски превоз, да видиме колку во контекст на мерење на вредностите, нели, колку сме морално изедуцирани, дали ќе стане некој во градски превоз, како се однесуваме, меѓутоа и колку насмејани лица и како се однесуваме едни со други, и колку насмејани лица ќе видиме на различни места, да рече во градскиот трговски центар, во големите молови, во градскиот превоз, во образовните институции, значи со различни групи се поделивме и што заклучивме, односно тоа беше велам една интересна социолошка анализа. Видовме дека од она што можевме да регистрираме, многу малку насмејани лица. Значи, во сите места, каде што да речеме, еве, сладкара дури, место во кафетерии, каде што по правило, кога вие пиете
чај или кафе или одите да се релаксирате, повторно лица кои што се загрижени, значи поготово во време кога на места и во време кога треба да споделите радост или да се на некој начин релаксирате од тоа катадневие, и гледате лица загрижени. Несвесно некогаш можеби тоа и убави се ваквите мисли да кажеме дека треба да се свртиме кон себе си и да споделуваме со луѓето кои што ни се драги, првенствено барем неколку убави мигови и во таа категоризација или изделување да ни биде на пиедестал прво радосното и бавото, а потоа она што велиме таговно или нешто што кај нас може да предизвика или болка или натаженост. Така е, и некако повторно го спомнуваме времето во кое што живееме, иако треба да бидеме одговорни нормално за нашите мисли за тоа што ќе ставиме на пиедестал. Но да, добро рековте, и кафето го пиеме дури загрижено или мислејќи на грижи, иако кафето или било каков друг ритуал во денот служи за опуштање, релаксација и на посрекни или попозитивни мисли. Но ќе го споменам тука и свесното живење, бидејќи точно ова е блиско поврзано со свесното живење. Ако сме свесни за секој миг или што е она кое што во моментов треба да го направам, на што треба да се насочам, што би предизвикало насмевка кај мене или чувство на радост и среќа, тогаш веројатно тоа е свесно живење. Негативните разговори кои што ги споменавте одново и одново, тоа е нели и несвесно живење и навика која повторно не поттикнува колку и да имаме нешто позитивно што сакаме да го соопштиме, да почнеме сепак со негативното. Тоа е она кое што го споменавте и во контекст на тоа само како на дополнување, постои ризик од една идеја, избери да бидеш среќен. Најчесто психолозите знаат да кажат, ете професорите на помладите и така натака, па и мотивацијските говорници, но дали мислите дека тоа некогаш може да создада чувство на вина кај луѓе кои што чувствуваат страф и анксиозност и сега велат како јас со овие проблеми или со ова со кој што се соочувам да изберам среќа. Тоа не е едноставно контрадикторно. Па тоа и ќе ви го кажат повеќе колегите психолози што велам и мотивационите говорници, меѓутоа еве како социолог, бидејќи зборуваме за сето она што катадневно ни се случува, за сите оние општествени промени, процеси што социолошка повеќе димензија, и улогата на семејството, и улогата на групата на врсници, пријателите со кои што ние секојдневно или комуницираме во нашето обкружување. Оно што споменавте во однос на свесноста, секогаш рационално ние размислуваме, но и навиките кои што ги имаме. И самата социализација тука си влијае. Знаете, што е нарана возраст, како се воспитуваат децата. Се воспитува, секогаш го имаме тој модел на традиционализам, сакајки или не сакајки, велам по навика, а и катадневието кое што го битисуваме, придонесува да се социализираат во духот на воздржаност, во духот на биди учтив, биди примерен, она што велам, како ќе го поминеш во училиштето, значи на некои вредности кои што да, се добри, се традиционални, се правилни, посакувани, но во однос на позитивниот аспект, малце го запоставуваме. Затоа велам, сето оно што ни се случува, сакајки или не сакајки, ни се наметнува и во тој избор, кој што го правиме секој ден, што велите и рационално, емоциите малце ги потиснуваме, позитивните поготово емоции. Таа воздржаност на која што се учат дека некогаш треба да се воздржиме од коментари или премногу гласно да не зборуваме или да немојте што велите премногу да се смееш, некој ќе те свати погрешно, не. Или немој да плачеш. Па јас често пати знам да заплачам и од среќа. Солзите не се само став дека се случило нешто негативно и некоја болка. Заборавивме на солзите од среќа или на солзи радосници. Емоциите на некој начин ние ги потиснуваме затоа што ни се наметнуваат такви стандарди во општеството дека не треба толку да ги исполуваме и да бидат на површина. Оно што го спомена и Катја, јас често пати тоа го зборувам во однос на благодарноста. Јас познавам луѓе кои што се еве материјално премногу стабилни, се имаат и повторно се несреќни. И тука е прашањето зошто се несреќни. Затоа што можеби се задоволени од се,
и не знаат каде да ја пронајдат среќата. Без среќата некогаш и во малите нешта. Оно што волам кога станам сабајле, кога ќе го погледнам ликот на мојот сопруг, значи сум среќна дека тој човек што го сакаме до мене. Кога ќе се јавам, ќе го слушам гласот на сестра ми, на внука ми, на татко ми, дека се добри. Мене денот ќе ми биде убав и да се заблагодариме она што велиме на она што што до сега сме го имале и што ни го носи денот. И во таа трка што ќе направиме, да, некогаш навистина самите се наоѓаме пред толку многу обврски. Но да си дадеме барем 5 минути и на себе си, на оние кои што нас ни даваат и не хранат со убава енергија, личности кои што зрачат со топлина и со среќа, со радост, личности кои што предизвикуваат насмевка на нашето лице, тогаш и нас ќе ни биде денот многу поубав. Затоа велам, не е среќата секогаш во големите нешта. Среќата, ако прочитате можеби 2 страни од некоја книга, која што ќе ве развесели. Среќата е која сега поразговараме и имаме насмевка, не зборуваме за девијантни појави кои што нели се случуваат секојдневно, зборуваме за утрешниот ден кој што еве да не потсети на некој начин дека треба и во малите нешта и во оние секојдневни активности да пронајдеме барем еден миг кој што ќе да направи среќа. Не ве завртете телефон на некој што го сакате. Изделите време со некој што сакате да го поминете. Со домашните луѓе кои што се ваше обкружување, седнете и поразговарате. Некој заборавиме на она што велам на масата и со мобилните телефони, чекајте што се случува, не дека го ставиме сето настрана, ќе се погледнеме во очи и ќе поразговараме. Затоа што заборавивме да зборуваме за убавите нешта, а тие не прават среќни. Да, и очигледно требаат повеќе и вакви професори и луѓе во образованието како вас, заради тоа што токму она кое што го добиваат како мудрост младите генерации, ги тера да размислуваат, иако не го проживеале можеби како искуство и времето е пред нив за тоа да го доживеат или да посведочат нистото, сепак однапред требаат тие мудри совети за тоа како и на кој начин можеби во одредени моменти треба да се размислува и во која насока да се продолжи, бидејќи ми се чини дека ова е најпредизвикувачко време за младите, особено заради тоа што во тие млади години точно многу работи можат да бидат тригер да тие се дефокусираат и отидат сосема во една погрешна насока, па дури и во социјални мрежи, содржини кои што се гледаат и така натака, заборавајќи на овој, да кажеме, духовен момент, сегмент, нели, што сме ние всушност и на што треба. Така Ивана, и во однос на социјалните мрежи, на што велам јас, нас ни предизвикуваат веќе социјалните мрежи и тие стана на некој начин ни покажуваат новини кои што се повеќе негативни за разлика од пред кога се настанат како позитивни. Затоа велам и тоа треба со внимание. Јас вчера баш со студентите разговарајќи на социологија на морал за вредности, прво што ме праша од која книга да учиме. Не, нема да учите од никоја книга. Прво ќе разговараме. Затоа што многу повеќе ќе запомните ако зборуваме за пријателство, за категоризација на вредности, ако зборуваме за почит, за одговорност, за љубовта како врвна вредност, многу повеќе ќе запомниме преку примери и преку она што не ми е битно кој што рекол да научите дефиниција. Битно ви е да ве натерам да размислувате, да проговориме за тоа, да размениме што велам мисла и размисла, така многу повеќе ќе научиме. И затоа јас чисто на студентите им велам, нема погрешно размислување, нема погрешен одговор. Уклучете го умот, поготово сега со вештачката интелигенција, и тоа на некој начин ќе да направи да не размислуваме и тоа ќе придонесе за индивидуална среќа или заборавање на среќата. Затоа велам, секој од нас може во себе да пронајде барем парче од нешто што ќе ве направи во денот, барем за миг, бидејќи ако среќата се учи и се споделува, среќата и се развива. Ако вие секојдневно не најдете момент или предмет, човек, личност или нешто внатре што за миг ќе ви предизвика убава емоција и ќе ви ја предизвика насмевката, погледнете се во гледало и кажете што денес ме направи среќна, запишете го тоа навечер тие 3 работи
и така ќе учиме да бидеме среќни. Да. Се чини едноставно, голем број поговорки од историјата или во историјата познати во минатото, што точно значи среќата и како треба да гледаме на неа, но се друго некако е над тоа и се забораваат всушност сите тие работи кои што меѓу другото треба да не бидат приоритет. Тука влијае исто така и стравот од иднината, кога сме насочени на нешто кое што во моментот се случува, а кое го доживуваме како закана, индивидуално, колективно, општествено, глобално и така натака. Веднаш се јавува чувството на страв и што понатака. И чувството на она што би требало да направиме за преживување, за обстанување, за некако сето среќата, па и сите останати работи одат во сенка. Така и ги запоставуваме, односно и свеста и подсвеста нормално дека кога може би некоја речија иднина е загрозена во смисла на здравствен проблем. Да. Најчесто кога се соочуваме со здравствен проблем или кога се соочуваме со губиток, нормално дека тоа е животот, или со не проблем на работа, меѓутоа со неизвестност во однос на нашето обстојување во или материјална сигурност, и тоа е нормално дека приоритетот ќе ставите на мисла и размисла што понатаму. И тоа придонесува секако дека што велиме оние позитивни моменти да ги ставиме, но затоа имаме механизми како и тие ситуации кои што кај нас од нас ги вадат не само негативните емоции, стравот е нормална емоција и не треба да бегаме. Страмот исто така е емоција која што и состојба која што може да ни се случи. Треба да ги прифатиме и рационално да размислуваме. Да, сега еве да речеме се соочувам со материјален губиток или проблем, но пак ќе се навратиме песимистот и оптимистот. Значи, имам компетенции, ги гледам реално моите компетенции, гледам што можам да работам, да речеме ако имаме проблем со работното место каде што е несигурно и да се изнајдат решенија. Знаете, кај нас често пати, и тоа го покажуваат многуте истражувања, се предаваме. Односно, полесно ни е да тагуваме, да споделуваме леле што ми се случи, без да гледаме можност да во иднината се направат некои веднаш да се најдат соодветни солуции. Може би не утре, но да ги бараме. И да се, кога вие позитивно размислувате, оно што велиме среќата и се привлекува. Да. И убавините се привлекуваат. Ако ние цело време негативно размислуваме, сега готово, пропаднав, нема да можам, или за болеста. Еве земете однесо наједноставно, ве заболе запи. Ако ние се сконцентрираме кон тоа забот ме боли, веќе целото тело вас ви се претвара. Да, болката се интензивира. Затоа велам, и во мигови кога ние некогаш навистина сметаме дека она што велиме сите бродови ни потонале и се соочуваме со сериозен проблем, нормално е да имате страф и нормално е некогаш таа безидејност да се јави кај вас. Но повторно да пронајдеме сила и да се сконцентрираме на она како да го подобриме тоа што во моментот го чувствуваме. Ако е лошо, како барем за миг да ни биде подобро и дали ќе излеземе со некој лично со која што, како што споменав претходно, не полни се еве убава енергија која што ни делува позитивно. Дали ќе погледнеме нешто на масовните медиуми која што исто така, дали ќе прочитаме некоја книга, дали ќе се седнеме самите и ќе размислиме или ќе си пуштиме некоја музика каде што ќе се опуштиме и ќе речеме чекај сега, се стабилизирав, дај да испланирам за иднината. Има многу начини, механизми. Нормално е, велам, да секојдневните грижи и проблеми ги не само споделуваме и ги живееме, но дајте, сегогаш, тоа е моја девиза, и од она што не тишти, да го извадиме на површина, но и да најдеме механизам како да
самите бидеме се чувствуваме побаво и како самите да бидеме посреќни. Да. И ете тоа нека биде нашата порака или еве заклучок или завршеток на овој наш денешен разговор, јутринска тема посветена токму на среќата по повод меѓународниот ден на среќата кој што ни пристигнува утре. Ако нели некако можеби сме ги позаборавиле овие работи, време е да се потсетиме и време е свесно секојдневно да ги живееме, да ги бараме луѓето кои што не прават така да се чувствуваме и да ги бараме нештата, малите нешта кои што ќе ни предизвикаат насмевка на лицата, па со тоа да си ја промениме реалноста и она што добро го знаеме, а тоа се тие универзални закони и добро познатата нели реченица или вистина дека како ние зрачиме, така и тоа го привлекуваме, па да си создадеме нешто такво за себе, па генерално да влијаеме и колективно на општеството. Секогаш ми е пријатно во ваше присуство кога сме веќе на таа тема и ви благодарам навистина за овој убав разговор, пред се едукативно и доста позитивно за нашите гледачи. Ви постакувам уште многу генерации студенти на кои што така ќе го пренесувате знаењето, но и ќе ве паметат по тие разговори, како велиме, покрај професорски и пријателски, кои што ставаат навистина белег во животот. Така, самиот начин на едукација не е само образование, пред се е воспитување. Да. И во тие моменти на воспитание да ги пренесуваме оние убави морални норми, кои што ќе направат и нас посреќни, порадосни, а и ќе бидеме и личности кои што, како велам, ќе ги помогнеме на оние генерации кои што ги едуцираме правилно да чекорат, ајде малце ке се изразам уметнички, низ шумата наречена живот. Така е, сите имаме таа одговорност од државата, нормално образованието, професорите, родителите, сите ние кои што треба да влијаеме на идните генерации и на подобрување на состојбата, па може и на зголемување на местото на листата на најсреќни земји во светот. Ви благодарам уште еднаш и ви посакувам убав ден.